Платежната, односно Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, објави нов јавен повик за доставување барања од земјоделците кои сакаат да користат средства од програмата за поддршка на руралниот развој за оваа година. Парите се наменети за модернизација на селските стопанства, поточно за набавка на комбајни за жнење ориз кои имаат вградено сечкалки за слама, како и за мобилни сушари за ориз. Максималната вредност на прифатливите трошоци по поединечен корисник изнесува 3,5 милиони денари, при што еден барател може да поднесе само едно барање. Сите заинтересирани земјоделци за набавка на опремата треба да креираат барање за финансиска поддршка со податоци за локацијата на инвестицијата и да ги прикачат на веб страницата на платежната агенција за мерката 121, подмерка 121.5. Основен критериум што треба да го исполнуваат барателите за поддршката е да располагаат со минимум 1 хектар засеан со ориз. Електронски пополнетите барања за финансиска поддршка потребно е да се преземат, испечатат и подпишат и заедно со целокупната документација да се достават до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. При тоа, документите да се стават во затворен коверт на кој на предната страна во горниот лев агол да стои барање за финансиска поддршка и архивски број на барањето. Барањето може да се достави и по препорачена пошта или лично во писарницата на агенцијата. Крајниот рок за доставување на барањата е до 6 јули оваа година. Целта на мерката е да се влијае врз намалување на производствените трошоци и загубите во оризопроизводството, како и да се помогне во решавањето на проблемот со остатоците од жетвата и спречувањето на палењето на оризовата слама. Во тек се подготвителните активности за изградба на нова препумпна станица за вода за пиење за потребите на градскиот водовод во Кочани. Станицата ќе биде лоцирана во населбата Трајаново Трло и со нејзиниот капацитет треба да обезбедува дополнителни количини вода за корисниците од високата зона во тој дел на градот. За изградба и опремување на препумпната станица планирано е да се потрошат околу 3 милиони и 800 илјади денари. Од нив 2 милиони се обезбедени од Министерството за животна средина и просторно планирање, а остатокот од буџетската сметка на општина Кочани. Препумпната станица ќе биде лоцирана во близина на вкрстувањето на улиците 530 и 534 во Трајаново Трло, на висинска кота од 386,5 метри. Со оваа препумпна станица треба да се обезбеди нормализирање на водоснабдувањето за наредните неколку децении за корисниците кои живеат во високата зона на просторот околу поранешната касарна во Кочани. За таа цел во објектот треба да се инсталираат 2 центрифугални пумпи со минимален капацитет од 5 литри вода во секунда. Рокот за пријавување на заинтересираните изведувачи е веќе завршен, а по изборот на најповолниот понудувач ќе биде подпишан договор според кој изведбата на препумпната станица треба да се реализира во рок од 4 месеци. Покрај оваа во реализација е уште една препумпна станица за вода за пиење. Таа се наоѓа на улицата 14-та бригада и исто така е наменета за водоснабдување на корисниците од високата зона во Кочани и за дел од селото Бели. Локалната самоуправа на Виница за наредниот 12-месечен период ќе набавува електрична енергија од слободниот пазар, со оглед што има законска обврска за тоа, бидејќи влезена е во групата на мали потрошувачи кои имаат над 100 мегавати годишна потрошувачка. Во списокот на електрични броила за кои потрошената струја се плаќа од буџетот, влегуваат објектите на општината, како и на средното и основните училишта во Виница, Блатец и Драгобраште, на градинката и на јавното предпријатие Солидарност. Според анализата од досегашната потрошувачка, се проценува дека во наредниот едногодишен период би биле потребни околу 1400 мегават часови струја, приближно подеднакво распределени во скапата и ефтината тарифа. Со оглед на актуелните цени на 1 мегават електрична енергија на пазарот, вкупната вредност на планираните количини не е наведена во набавката.
Сепак, крајната сума што ќе се плати ќе зависи од потрошувачката. Рокот на јавниот повик за набавка на потребните количини струја веќе тече, а пријавувањето на заинтересираните снабдувачи со електрична енергија е до 22 јуни. Според проценката во техничката спецификација, најголем дел од планираните средства за набавка на електрична енергија ќе бидат наменети за јавното осветлување, а околу 15% од трошокот е за општинската зграда, за потребите на јавното претпријатие Солидарност, како и за училиштата и градинката. Општинската организација на Црвен крст од Кочани организираше свеченост по повод 14 јуни светскиот ден на крводарителството. На настанот им беа доделени признанија и награди на повеќекратните крводарители од Кочанскиот регион. За рекордер со 100 крводарувања беше прогласен Звонко Илиев. Покрај него, меѓу најдобрите се вброја уште 4 хумани граѓани за активно учество на 50 крводарителски акции во општина Кочани. Со овој настан сакаме да истакнеме важноста на крводарителството за спасување на човечки животи, како и да се даде признание и почит на самите крводарители кои постојано или перманентно даруваат крв на акциите што ги организираме. Исто така, како што кажав, за 100 пати дарувана крв, денеска ќе биде доделен телевизор од страна на општинската организација. Тоа е една традиција која е од поодамна, која ја правиме за сите крводарители кои имаат дарувана над 100 пати дарувана крв до сега. Најдобрите крводарители упатија апел до младите да покажат хуманост и да се вклучат во редовните крводарителски акции што ги организира Црвениот крст. Да ви кажам, мојата приказна колега, бидејќи ја бев и возач у установата, мислам, у медицински центар. И ко почнав со работа и самата волја, мислам, што треба да се помага на народот и почнав да дарувам и до ден денеска фактички. Па сега тоа станува на нив, они се млади и треба да се активират и тоа ништо не е страшно, помага што е хумана работа која што треба да се спази, мислам, да се онаде. Тоа е фактички помагат на народот, на болните, на тоа. Не ја сум бил на таа струка, мислам, онака и да не сум бил, ќе сум бил крводарител, мислам, ќе сум дарувал. Признанија за поддршката и помошта при организирањето на крводарителските акции од Општинскиот Црвен крст од Кочани им беа доделени и на службата за трансфузиологија во општа болница, на одделението за внатрешни работи, како и на локалните телевизиски станици. Општинската организација на СДСМ од Кочани упати писмен допис до јавноста во кој под наслов "Конфискуван имотот на ВМРО ДПМН" се осврнува на судската одлука со која се одзема недвижниот имот на оваа партија. Пресудата во случајот Талир 2 е победа на правдата врз најголемите корупцијски скандали во државата и потврда за епските размери на криминалот на ВМРО ДПМН. Исправена е уште една неправда нанесена врз грбот на граѓаните. Судот со судска пресуда наложи заплена на луксузното седиште на ВМРО ДПМН и докажа дека Белиот дворец е стекнат на незаконски криминален начин со пари украдени од граѓаните. Не само Белиот дворец, запленет е и друг криминално стекнат имот на ВМРО ДПМН низ 30 на градови во земјава, меѓу кои и нивен имот во нашиот град Кочани. Додека пратеникот Миле Левков, градоначалникот Папазов и нивното раководство горделиво и бесрамно зборуваат за декларативни заложби за честност и борба против корупција и криминал, по ништо не се разликуваат ниту од нивниот ментор Радко Димитровски, ниту од нивните наредбодавачи Груевски и Мицковски. Наместо да се служат со манипулации, префрлување вина и да измислуваат оправдувања како што најдобро знаат, треба да излезат пред граѓаните и да се извинат. Да се извинат за грабежот што го направиле врз нив и да понесат целосна одговорност. Секој што го прекрашил законот мора да одговара, а парите да се вратат назад каде што и припаѓаат, кај граѓаните. Се вели во писмениот допис од Општинската организација на СДСМ Кочани. Пресконференција на истата тема одржи и Општинската организација на СДСМ од Виница, на која беше истакнато дека меѓу 30-тината објекти што ги купила ВМРО ДПМН е и еден во Виница.